Македонија е прекрасна земја и има силен потенцијал да го развива угостителството. Токму ова ќе го истражуваме денес во ова издание на Приказна. Останете со нас. Човечкиот капитал е многу важен во секторот угостителство. Зошто? Затоа што преку него на некој начин ја отсликуваме услугата за некој од објектите кои што ги посетуваме како консументи. Еве што истраживме во рамките на денешнава Приказна. Многу земји го користат угостителството како дејност која може да го унапреди економскиот потенцијал. Развојот на угостителството во една земја зависи од развојот на стопанството во целина. Врз развојот на угостителството влијае развојот на трговијата, сообраќајот и индустријата. Како дејност која што функционира во глобални рамки, оваа дејност има многу широк спектар на позитивен приод во било која економија, како на национално ниво, така и глобално. И тука е прашањето зошто? Затоа што таа сама по себе врзува повеќе од 15 стопански гранки. Значи, функционирањето на угостителството и туризмот поврзува со себе функционирање на други дејности. Угостителските капацитети представуваат важен сегмент од туристичката понуда. Во 21. век, исклучително важно за угостителството е навременото адаптирање на менијата според современите тенденции по барувачката на здрава и еколошки чиста храна. Во согласност со потребите и барањата на пазарот, неопходно е да се внимава на новините во поглед на приготвувањето на храната, комбинирањето на состојките, како количински, така и квалитативно. Во таа насока, светот брзо ја прифаќа молекуларната гастрономија која се стреми да ги истражува, објаснува и да ги применува физичките и хемиските трансформации на состојките кои што се случуваат за време на готвењето. Угостителството нуди услуги за сместување, подготвување храна и пијалаци, активности поврзани со спорт, рекреација, забава, културни и други дополнителни услуги, трговски, здравствени, лични и слични услуги. Угостителските капацитети представуваат важен сегмент од туристичката понуда. Дигиталната технологија во туристичката индустрија напредува со многу брзо темпо, поради што се очекува и прилагодување на стандардите во хотелиерството кои ги следат овие промени. Управувањето со угостителското работење во денешни услови е невозможно да се замисли, без употреба на информатички систем со елементи на електронско работење. Овие системи главно се поделени на системи за управување и резервацијски системи. Како стопанска дејност, угостителството вработува луѓе, кои на тој начин стекнуваат средства за екзистенција. Некои статистики покажуваат дека, например, во Америка, секој трет млад човек ја започнува својата работна активност во животот токму во оваа дејност. Тоа значи дека има многу перспективи овој сектор и апсолутно има простор за одржливост. Човечкиот фактор како ресурс е многу важен во оваа дејност. Во светот генерално не имаме недостиг на кадар за туризмот и ако околу нас ги имаме неколку земји кои што се туристички дестинации и таму има сериозен проблем со недостиг од работна сила, тогаш не можеме да кажеме дека може нешто да се направи за да се спречи класично заменувањето. Угостителската индустрија, како и сите останати индустрии, не е имун и факт е дека луѓето, а поготово што во угостителството се најголем дел млади луѓе кои што работат, дека флуктуираат према актуелностите, односно према желбите, можностите и потребите кои што им се во моментот наметнати или направени во однос на општеството и локално и во светот. Значи, во угостителската индустрија во изминатиот период ниту државата, ниту угостителите не се вложуваше во континуитет да се создадат доволен број на стручен кадар. Токму и затоа неопходна е силна посветеност на квалитетот на човечките ресурси во насока на обликување на нивното знаење, способности и вештини, бидејќи преку нив често се прави идентификација на услугата и незиниот квалитет. За нивно зачувување и унапредување, неопходно е константно вложување во нивното образование, формално и неформално. Се соочуваме со еден сериозен проблем, а тоа е од немање интерес на учениците да се запишуваат во овој сектор. Од друга страна, дел од работните позиции во угостителството се такви за кои што можеби и не треба класично образование
2, 3, 4 години, него може да се направат со преквалификација и доквалификација или со курсеви, краткорочни курсеви. Во секторот за хотели, ресторани и угостителство брои над 7,8 милиони вработени лица во Европската Унија. Угостителството денес бара брзо прилагодување на промените кои се наметнуваат. Потрошувачите се едуцирани и знаат што сакаат, а дигиталното време наметнува негово прифаќање во сите сфери. И хотелскиот бизнис, како дел од угостителскиот сегмент, мора да биде иновативен и прилагодлив кон актуелниот тренд. Ние ја користиме како еден тип на алатка, ни канал за контакт со нашите гости. Генерално, тоа ни овозможува во денешниот свет многу брзо, лесно и едноставно и за гостите ефтино да имаме комуникација. Замислете каков беше светот пред 30 години, кога за да се јавите во некој хотел треба да вртите на фиксен телефон и тоа се со големи трошоци. Во денешниот свет тоа е многу поедноставно и многу поевтино. Но од друга страна, можностите на гостите да ве оценуваат, да коментираат и да биде тоа се јавно и видливо е многу големо. Тоа нас ни овозможува да бидеме многу подобри, да учиме од нашите грешки и да се подобруваме. Во последниве години секторот се соочува со недостиг на кадар, а пандемијата со короната принуди голем дел од кадарот во оваа дејност да започне со работа во други индустрии, па затоа се бараат начини да се задржи квалитетниот кадар. Во овој период имаме промовирано многу од наши вработени, претпоставам дека некаде се околу 20, и на тој начин ја зголемуваме лојалноста на вработените кон нашата компанија. Имам детектирано еден проблем кој што во последниве години се јавува во Македонија, тоа дека младите луѓе, особено луѓето кои што се од 18 до 25 години, кои што се во процес на школување, средно, факултет, не сакаат да работат. Ние кога растевме, сакавме да работиме. Јас сум работел на мој 20 години кога бев на факултет на рецепција. Не сум знаел дека тоа ќе биде мојата животна професија, но така излезе. Сакам да кажам дека младите луѓе и нивните родители треба да ги поттикнуваат да почнат да работат, затоа што на работа се стекнуваат работни искуства, се стекнува работна дисциплина и можности за да се види нешто различно од секојдневието. Хотелската индустрија и рестораните во Македонија имаат голем потенцијал. Неопходно е да се фокусираат кон правилно искористување на потенцијалот. Ние мора да најдеме еден дел од големиот пазар каде што ќе имаме конкурентска предност. Ако така го разграничиме целиот пазар на туризмот во Македонија, ќе видиме дека Скопје заради бизнис гостите кои што доаѓаат во Скопје и заради привлечноста на главниот град, секогаш ќе има туристи. Тоа и приватната иницијатива го покажува. Во последниве 10 години се изградени доста нови хотели во Скопје, големи хотели со 5 звезди, со 4 звезди, така да овде хотелскиот бизнис многу напредува. Охрид е туристичка дестинација, но сепак јас сметам дека Македонија има многу голем потенцијал во бањскиот туризам. За да имате добар бањски туризам, основно треба да имате квалитетни термални извори. Ние тоа го имаме, но не го развиваме како што треба. Се надевам дека приватната иницијатива ќе може да го препознае тоа како една можност за развој и тука мислам дека можеме многу да постигнеме. Пандемијата со COVID-19 не направи проблем само со стручниот кадар, туку силно ја погоди целата индустрија. Последиците се уште се чувствуваат. Се надевам дека ќе успееме да се вратиме на бројките на 19-та. Таа беше последна референтна година во која што светот живееше нормално. Забележуваме во овие месеци дека има зголемена активност од аспект на организирање на настани, ивенти, конгреси, затоа што сите тие некои 2 години не работеа, а сега веќе почнуваат да се организираат такви настани, се отвори пазарот за туризам во Македонија, доаѓаат многу гости од странство. Јас се надевам дека нема да имаме некој повторен бран со короната. Во однос на украинската криза имавме мало намалување на
на операциите во почетокот некаде на воената интервенција, некаде крајот на февруари. Тоа траеше некои десетина дена. Сега веќе немаме никакви влијанија во однос на таа криза. Македонија е убава земја и има силен потенцијал соодветно на тоа за да го развива угостителството како стопанска дејност. Но ми се чини дека тој потенцијал не го користиме онака како што треба. Точно е, се разбира, како и сите други работи во нашата држава, некои гранки заостануваат во развојот. Има и објективни и субјективни причини. Добриот дел е што ние сме поднебје каде што угостителството има традиции и гостите, да кажем, конзументите на угостителството се многубројни и доста вака обучени во поднаводници во тоа како се ужива во угостителството. Меѓутоа, целата клима и целата околина која што најповеќе нели економски не погодува во веќе подолг период наназад, си остава последици врз оваа гранка. Не би рекла дека е тоа само после пандемијата, значи тие кризни состојби во угостителството ги имаше и претходно, и тие се должат на повеќе фактори. Би сакала да почнеме од стандардите, кога веќе зборуваме за расчленување, колку тие се важни за развивање на угостителството? Стандардите се исклучително важни од два аспекта. Прво, угостителството нуди производ на конзументите, кој што е храна и директно поврзан со здравјето. Значи, јас би ги разделила стандардите на две категории. Едниот е стандарди во однос на продуктите кои што се нудат, значи храната и пијалоците, и друго е стандардите на услугата, кои што се веќе еден пософистициран метод на привлекување на гости. Значи, стандардите се во нашата земја регулирани прилично добро. Значи, законодавецот, кога ги креирал законите, имал добра намера и во најголем број на случаи успеал да долови стандарди кои што ќе може да обезбедат квалитет на храната. Храната е осетлива категорија и заради тоа што е поврзана со здравјето, тука се нели разни хасаб процедури, некои прописи од Агенцијата за безбедност на храна и ред други министерства и институции кои што пропишуваат, да речеме, екологија, комунални сектори по општините, и сето тоа е уредено на некој начин кој што дава можност за квалитетно работење. И има мали недоречености во законите, затоа што на многу пати имам забележено дека има контрадикторности, преклопувања, односно еден закон е во спротивност или пропис во спротивност со друг, меѓутоа генерално законите за стандардите се добри во Македонија. Сега доаѓаме до стандардите во однос на услугата. Тука заостануваме многу, затоа што кај нас угостителството долго време, веројатно и се уште, се смета за спореден бизнис. Односно, просто кажано, детево нема што да работи, ја ќе му отвориме кафанче. Тоа значи дека тие луѓе кои што влетуваат во угостителството не се соодветно обучени, немаат соодветно искуство, кое што исто многу важно во угостителството, и услугата се сведува, добрата услуга, на добриот карактер или пријатноста на оној кој што работи со гостите. Јас би сакала да се надоврзам во ова. Во тој контекст работната сила е многу значајна. Во многу земји, доколку се обидете да одите во ресторан, ќе забележите дека тие кои што ја служат храната се дефинитивно обучени, односно точно знаат што да ви предложат. Кај нас тоа не е случај, имам впечаток дека дури не ве ни дослушуваат што сакате да побарате, па дури за најобично кафе. Точно така. Јас ке се надоврзев исто со одењето во странство, и тоа на одењето во странство на нашите луѓе, кој што е процес кој што трае одамна.
среќата порано беше што тие луѓе кои ќе отидеа во странство се враќаа и донесуваа некакво, носеа одредено знаење кое што тука се применуваше и стандардите беа повисоки. Сега не се враќаат и за жал го немаме тој наплив на знаење во угостителството кој што тие го носеа предходно. Во странство, нели, кога викаме во некои цивилизирани земји, стандардите и услугата не само што е на друго ниво, туку е иста. Значи, има нивоа во кои што одредени постапки се прават на одреден начин. И тоа е тоа. Значи, треба да се запазува она што кажав, обично не се смета угостителството за многу сериозен бизнис овдека, меѓутоа и така ако е сериозен и е доста захтевен, доста бара, и во тој склоп треба и едукацијата да биде според стандардите кои што се применуваат. Ама ете имаме, например, училишта кои што може да понудат некоја опција, дали формални, дали неформални, имаме образовен систем, но... Да, до одреден степен. Меѓутоа светот оди напред. Ние сакаме да останеме на истото и она што сме го научиле да биде конечно, да биде финално. Не се прави така, значи јас тука пак би се поврзала не само со услугата, туку и со рецептите. Да речеме, ние се држиме до одредени рецепти за храна и за понуда кои што не се мрднати, не се иновирани, не се напреднати со векови. Не години, децени, векови. Значи не за џабе и француската, и кинеската, и другите познати кујни во светот се толку познати, затоа што тие во текот на времето, како се развивала технологијата, како се развивала движењето меѓу луѓето, народите, тие секогаш воведувале нешто ново за да го подигнат на степен повисоко. Кај нас, значи, ако треба да лоцирам каде лежи проблемот е што ние помалку имаме желба за напредок. Доколку прошетаме низ Македонија, ќе забележиме дека во принцип се нудат еден ист тип на јадење на секаде, нема отстапки, нема да се понуди нешто традиционална македонска кујна, особено кога ќе ви дојдат странци, а тие сакаат да пробаат автентични јадења или многу ретко го има. Нема ни онакви стандардизирани странски кујни кои што се прилагодени на таа кујна која што ја представуваат. Каде лежи тука проблемот? Проблемот лежи во тоа што повторно напредок кој што е потребен секаде не се применува иновативно во начинот на работењето. Понудата е, да, точно, секаде горе-доле иста. Тоа не се лоши јадења, меѓутоа не е според мене искористен доволно, да речеме, моментот на нашето влијание од ориенталната кујна, значи, нели, турскиот, византискиот, односно период, таа средноземно-медитеранска кујна која што, ајде за пример, не знам, користи многу повеќе бамја, користи тиква, користи семиња разни, сите тие работи, значи доста безик, основно нешто се нуди кај нас и некако сите си гледаат еден од друг и не измислуваат нешто што може да биде исто така добро. Исто така во однос на интернационалните кујни, јас вистина не можам да си објаснам зошто освен 2-3 ресторани во Македонија, секој обид, значи за индиски ресторан, за кинески разни, азиски, за мексикански, до сега пропаѓа. Не можам да поверувам дека нашите гости се толку конзервативни да не можат да прифатат никаква друга храна освен роштили, нели, искара и некои основни салати. Така да во последно време, да речеме, ајде да не критикуваме цело време, би сакала да нагласам дека ми се допаѓа тоа што има доста обиди за креирање менија со македонско вино. Значи, има 2-3 винари кои што се изградија капацитети и угостителски објекти во рамките на своите винари, кои што јас ги имам посетено и сум доста пријатно изненадена, каде што веќе тука имаме едно повисоко ниво, значи со одредено јадење, имаме одредено вино, има препораки, има луѓе кои што се обучени, кои што може да укажат на вкусовите или карактеристиките на одредено вино кое што
одговара со соодветна храна. Дигитализацијата како процес би сакала да ја спомнеме од една едноставна причина што е многу важна, за сите сектори, вклучително и за угостителството. Апсолутно, дигитализацијата е неминовна, значи нема бегање од тоа. Ние сега само треба да видиме со кој ритам и со која динамика ќе ја следиме. За нас дигитализација, за жал, беше и воведувањето софтвери во угостителските објекти, нели, за регистрирање и за креирање на нарачките. И тоа добро, нели, го завршивме, потоа, нели, оние рачни компјутерчиња за примање нарачки, потоа разни софтвери за анализа на продажбата и на разни други извештаи. И сега веќе можеме да почнеме да зборуваме за дигитализацијата која што пандемијата ја забрза, сакале или не, мораше да се случи. Значи имаме онлайн нарачки кои што не функционираат без одреден софтвер. Имаме, нели, испорака на тие нарачки кои што исто така од GPS до регистрација на нарачката и сите тие работи. И ако сакаме да одиме уште понатаму, имаме дигитализација која што оди во сфери кои што се уште за нас малку далеку, а тоа е оној мета светот, виртуелните вештачката интелигенција, виртуелните посети на угостителските објекти, кои што јас искрено се надевам дека нема да бидат доминантни во иднина, затоа што угостителството нуди, освен, нели, храната и пијалоците, дружба, вистинска, социјална интеракција и одредени однесувања кои што му се потребни на човекот. Дигитализацијата е олеснува една од најголемите болки на угостителството, а тоа е подкраднувањето од страна на персоналот, а исто така и подкраднувањето од страна на угостителите кон државата. Така да дигитализацијата малце ќе следи во тој домен одредени проблеми. Би сакала да го споменеме и маркетингот. Овој пат ќе се обидам да го спојам заедно со задоволството на гостите како конзументи, затоа што тие се клучниот фактор кој што треба да биде задоволен, бидејќи ако не е задоволен, тогаш имаме проблем. Точно така, ова е уствари одговорот на прашањето. Маркетингот е многу важен во угостителството, меѓутоа не на стандарден начин како што се прави за не сите, меѓутоа повеќето други услуги и производи. Зошто? Затоа што сите тие може да се базираат и на традиционален и на дигитален маркетинг, кој што функционира за одредени производи подобро или полошо, меѓутоа угостителството е една од ретките индустрии каде што најдобриот маркетинг е word of mouth, односно кажаниот збор. Јас не сум слушнала или видела некој да види реклама на телевизија и да рече сега идам во овој ресторан затоа што го видов изрекламиран. Секогаш се оди во ресторан или во кафич затоа што некоја другарка или пријател ми кажа дека многу убаво таму си поминале. Значи, паметните угостители ќе треба маркетингот најпрвин да го базираат на квалитет, затоа што добриот збор од добриот квалитет може да произлезе и да се надеваат дека кажаниот збор ќе им донесе повеќе муштери. Втор по степен маркетинг, да речем, кој што се покажа како доста ефикасен и доста захвален и ефтин, е дигиталниот, се разбира. Значи, мислам дека е срамота да еден кафич или ресторан или хотел или било кој угостителски објект кој држи до себе нема организирани, структурирани, плански водени, дали тоа е Инстаграм, Фејсбук, било која дигитална форма на презентација. И на крајот доаѓа традиционалниот маркетинг кој што може би опфаќа одреден дел од угостителството кој што се занимава со големи настани, свадби, конференции, значи за хотели, за големи угостителски објекти. Освен престолнина на модата, Милано важи и како престолнина на пицата. Во еминентниот театро Сан Бабила, 52 Pizza ги додели признанијата на најдобрите европски пицерии во 2022 година за наполитанската пица. На овој престижен гастрономски настан присуствуваа гастрономски уметници од 50 нации на стариот континент, кои ги шират тајните на препознатливата наполитанска пица.
Годинава е историски момент, затоа што првпат и угостителски објект од Македонија беше препознаен од строгите меѓународни инспектори кои го вклучија на списокот на европската елита, производители на наполитанска пица. Признанието е многу значајно затоа што критериумите се строги, а инспекторите бараат 100% почитување на стандардите. Во номинирањето учествуваа представници од Англија, Шпанија, Португалија, Франција, Германија, Австрија, Финска, Данска, Полска, Словенија, Република Северна Македонија, Србија, Хрватска и Латвија. Сите тие учествуваа во изборот за најдобри топ 50. И за прв пат Македонија се најде на гастрономската мапа на Европа. Рангирањето е дел од мрежата 50 Top Pizza, замислена и уредена од Барбара Гуеро, врвен сомелиер и италијански мајстор-дегустатор, Лучијано Пињатаро и Алберт Сапаре, еден од главните поддржувачи на движењето за пица во Италија, кој ги избира најдобрите пицерии во Италија и во светот. Номинирањето и рангирањето започнува секоја година со ангажирање на голем број на инспектори, преку 1000 инспектори овластени од Сдруженијето Топ 50 Пица, кои ги посетуваат номинираните локали анонимно. Се оценува самиот производ пицата, услуга, цена, избор, амбиент. На гастрономска мапа да се биде помеѓу 50 најдобри пицерии во Европа е чест и привилегија, но и од голема важност за нашиот туризам. За крај, еве една од тајните, зошто и пица од Македонија се наоѓа во ова елитно друштво на вкусови. Ова печка е моментално број 1 во светот на пица печките во свет и може да се пофали дека е единствена пица печка која ја имаат изложено во француски Лувар. Моментално во Ватикан папата и кардиналите ја имаат во својата кантина. Развојот на угостителството во целина зависи од развојот на стопанството на една земја. Во таа насока ќе кажеме дека и дигиталните технологии имаат свое влијание во поглед на забрзувањето на промените кои мора да се случат. Еве што истраживме и што ви откриваме во ова издание на Приказна. Угостителската индустрија во Македонија има голем потенцијал. Значи, сам по себе угостителството во Македонија, заеднички со туризмот, паралелно се развива, како и бројот на посетите на странските гости. Фактот е дека поголемите туристички центри, како и централниот град, односно угостителските објекти во централното градско подрачје, до постоењето на комората и не знаеа дека всушност нивниот кор бизнес зависи од странски гости и странски посетители. Македонското угостителство во своето долгогодишно работење бележи пораст во однос на степенот на развивање. Да кажеме, кај нас исто ќе се види дека тој и во пост-ковид периодот, но и пред ковидот има потенцијал, расте, имаме фрапантни бројки од 3 милиони ноќевања, од милион посетители пред короната, сега идеме исто така во таа насока, но одржливоста не се само бројките, вакви фактички бројки. За жал, одржливоста во нашиот туризам на домашно ниво се соочува со сериозни последици. Можеби тоа е пред се и во најголем дел резултат на некоординираност на државните политики со она што реално бизнисот го бара. Според Законот за вршење на угостителска дејност, постои посебен правилник кој ги утврдува условите на работа што треба да ги исполнат угостителските објекти, а врз нивна основа се прави категоризација на објектите. Почитувањето на стандарди или примена на стандарди или пак имплементација на стандарди во угостителството е една од појаките страни на овој сектор, бидејќи тоа е всушност и законска обврска на угостителите. Тие не може да работат ако не имплементираат стандарди, како од аспект на функционирање како угостителски субјекти, така и од аспект на примена во делот на нивните кујни или во гастрономијата. Категоризацијата е неопходна за да може гостите да се информираат за квалитетот на услугите што ќе го добијат според цената која ја платиле.
Дигиталната доба во последниот период влијае како во светот, така и кај нас квалитетот на еден хотел да се мери и според примената на технички иновации во него. Вкупно 20 хотели во 2020-та во земјава се категоризирани со 5 звездички, што значи дека се луксузни хотели подготвени за пречак на елитни гости од странство и дома. Но само 2 од нив се од светски познат ланец на хотели. Според категоризацијата на угостителските објекти во земјава направена од Министерството за економија, во јануари 2020-та категоризирани се вкупно 197 угостителски објекти, а секој од нив според условите кои ги исполнува има од 1 до 5 звезди. Податоците покажуваат дека земјава има дури 73 хотели со 4 звезди, 62 со 3 звезди, 35 со само 2 звезди и 7 угостителски објекти со 1 звезда. Кај голем дел од хотелите со 5 звезди, но и кај тие со помалку, стои знакчето супериор, што практично значи дека тие при категоризацијата добиле повеќе поени од оние кои се неопходни за нивната категорија и впечатокот кај нив ги надминува очекувањата во нивната категорија. Ако се навлезе малку подлабоко во статистиката да се анализира, ќе се види дека нашите капацитети не се 100% искористени, има простор за искористување многу повеќе. Ние имаме сезонски карактер на туризам, од кој што се уште не можеме да се одвоиме. Имаме периоди од годините во кои што речиси да немаме туризам, така да едноставно одржливоста кај нас има перспектива, но во моментов не е на тоа ниво на кој што треба да биде. Со оглед на тоа што се случи изминативе 2 години, се покажа и на површина излегоа сите слабости во угостителскиот сектор, од неговата зависност, од тоа како функционира и со кои се проблеми се соочувал и ќе се соочува во наредниот период поради слабите превземени мерки за негово унапредување. Угостителскиот сектор го доживеа најголемиот удар за време на пандемијата. Пандемијата со COVID-19 укажа дека поголемиот дел од тие угостителски објекти со неможноста да странските гости патуваат и ги посетуваат не само нашата држава, него и регионално и глобално, доведе до ситуација да поголемиот од нив кубурат, односно едноставно не можат да опстанат. Пандемијата можеби најмногу го погоди овој сектор. Има, да кажеме, хотелски комплекси во светот кои што успеале да опстојат и повеќе од 1 век. Поминале Прва светска војна, поминале Втора светска војна, но за жал со ковид пандемијата донесоа одлуки за затварање. Тоа покажува дека ковидот сериозно се одрази на оваа дејност. Ние во Македонија како бизнис сектор направивме 2 студии со самиот почеток на ковид кризата. Едната студија беше во мај 2020 година, втората последователна студија во ноември 2020 година. И она што таму се предвиди и се проектираше, за жал, се беше 100% точно, бидејќи тогаш предвидовме дека оваа пандемија ќе остави негативен одраз неколку години нанапред, што се уште се чувствува. Ние сме 2022, последиците од ковид кризата се уште се чувствуваат. Ефектите беа исклучително негативни и по ресторанското работење, и по хотелиерството, и по туристичките агенции, тоа го покажуваат и бројките. Значи, ние имаме драстично намален број на туристички агенции кои ги обновиле своите лиценци за работа, што покажува дека реално немаат активност. Имаме драстично зголем намален број на хотели кои што реализирале категоризација на своите објекти, што значи дека немаат потреба да работат. Многу мали хотели или се пренаменија или целосно го затворија својот бизнис. Имаше мерки за угостителството и туризмот, мора да се каже, во мерките што ги во пакетите мерки што државата ги предвидуваше целиот изминат период, но генерално угостителството и хотелиерството претрпеа реално многу поголеми штети. На компаниите од угостителството и туризмот им недостигаат 50% од потребниот кадар. Пред се келнери, рецепционери, готвачи и помошници готвачи. Го покажуваат резултатите од интерната анкета што ја спроведе Стопанската комора. Како бројка на вработени, нема да наидеме на разлика
во голема мерка, затоа што никогаш во изминатиот период во овие години од кога почна корона кризата не успеавме да добиеме подејност колку вработени во угостителството и туризмот реално имаше на почетокот на 2020, колку има денеска. Во изминатиот период, можеби во дел во угостителскиот сектор со сместувачки капацитети, постојат некои анализи и анкети што се прават какво е задоволството на гостите во зависност од услугата, односно од сервисите и пијалоците и храната што ги нуди. Меѓутоа во ресторанските делови не постојат конкретно анкети на кои што може, поготово не во моментов, да укажеме или покажеме на кое ниво се нашите услуги. Факт е дека од една страна гостите најмногу се жалат за типот на услуга која што не ја добиваат соодветно на цените, меѓутоа тоа не е резултат на сопствениците на угостителските објекти или е резултат на самите угостителски објекти, него тоа е резултатот на недостаток од соодветен кадар кој што во моментот се надополнува колку да може да биде послужен гостинот. Угостителството до 2019 година беше една од трите најбрзо растечки индустрии во светот со годишен раст од над 10% и во просек секој трет вработен беше во овој сектор. Угостителството и туризмот, ако се гледа во глобални рамки, таа е една од трите најбрзо растечки индустрии во светот, не земајќи во предвид секако периодот на ковид кризата, бидејќи дефинитивно во ковид кризата ова беше секторот кој што претрпи најголеми проблеми и загуби. Во 2020 година пак истражувањата кои се направени покажуваат пад на прометот во угостителството и туризмот до 80%. Значи да не се залажуваме, ниту пак да очекуваме дека оваа година како некој бум или било што ќе се случи во туристичко-угостителскиот сектор и на некој си начин сите загуби и сите штети кои што се направија изминативе 2 години ќе бидат надокнадени. Според достапните податоци од Државниот завод за статистика, бројот на домашните туристи во 2021 година изнесува 408.000 домашни туристи, што е за речиси 19.000 туристи помалку во однос на 2019 година, или за 5% помалку домашни туристи во 2021 година во однос на 2019. Бројот пак на странските туристи во 2021 година изнесува 293.000 странски туристи, што е за речиси 464.000 туристи помалку во однос на 2019 година, или за 62% помалку странски туристи во 2021 во однос на 2019 година. Ресторанот Нома на Рене Реджепи во октомври 2025 по пети пат е избран за најдобар во светот. Рене Реджепи е еден од најстакнатите готвачи во светски рамки. Роден е во Копенхаген, а потекнува од етовското село Джепчиште. Во 2011 е избран за најдобар готвач на светот, а во 2012 прогласен за 11-ти највлијателен човек во светски рамки. Македонците Анита и Климе Ковачевски поседуваат еден од најпознатите ресторани во Мајами. Станува збор за ресторанот Красте, кој во 2017 се најде помеѓу 100 најдобри во САД, според Open Table, додека TripAdvisor го води како ресторан број 1 во Мајами. Местото помеѓу најдобрите го задржа и во 2019. Во 1899 година Анре Мишелин го објави првиот број на водичот на Мишелин, со цел собствениците на автомобили да можат да дознаат каде да наточат гориво, да ги поправат автомобилите, но и во кои гостилници добро се јаде и пие. Браќата Мишелин ја минале целата земја и собрале голем број информации кои ги внеле во водичот. Водичот на Мишелин денес се смета за најзначаен и најдобар водич за ресторани и врвни готвачи, а се издава во повеќе од 20 земји во светски рамки. Има свој систем со кој ги вреднува најдобрите хотели и ресторани во однос на цената. Мишелин звезди добиваат рестораните со најдобра кујна без оглед на видот на кујната. Вистинска фузија на вкусови, бои и мириси се случи пред неколку дена на школка во градскиот парк во Скопје. 7 амбасади и кулинарски се обединија со цел да ја понудат на јавноста ретка можност да ужива во различни традиционални вкусови.
this is an event of the European Union delegation here in Skopje. And they were kind enough, among other very interesting things they organized, to organize also this mini event, let's say, among others, dedicated to cuisines from all over European Union countries, one of which is Greece, of course. And I really have to salute the organizers for this wonderful event, and also all participants with great booths and great tasteful things from their countries. Ние денес от България решив да ги изненадам като направя не колач, не нещо, кой може да найдеме тук в държавата. Слични са ни много от нашите работи, кой обичаме да ядеме, а таратор. Това е колвашия таратор, ама с чаша вода, копър и мало повече лукче. Заповедайте кай нас, това е едно свеж, кажуваме, свежа супа, свеж пиялок за летните денови, koji оди отлично са, ракия и юзо, ама това не е за децата. So this is part of the Europe Day celebration, and it's to show what the flavors of the EU basically. And at the Swedish stand here we used to have cinnamon buns and chocolate balls, but unfortunately they're all out now. It took about 10 minutes and then they were all gone. But we also have this little folder to show a bit about the Swedish kitchen and what our food traditions. I would say generally in Sweden we have a very good connection with nature. We have this thing called allemansrätten, which means that you can walk out in nature and freely pick berries as long as you don't destroy anything. So a lot of our food is very much connected to nature. Храната најдобро го владее јазикот на земјата од каде потекнува. Преку нејзините ароми, мириси и бои се доловуваа впечатоците за одредени земји. Учениците од угостителското училиште имаа ретка прилика преку дружба и часови со готвачи мајстори на својот занает да ги научат тајните на различни кујни. Ние како ученици ги изготвиме јадења, имаме рецепти, гледавме во амбасада, што се тука во Скопје, и ги копиравме рецептите и ја направиме прснов од залчиња за сите да пробаат. Заедно со професорот по пракса бевме во шпанската амбасада, каде што готвач ни готвеше и ги представуваше јадењата, и потоа ние ги спремавме и дојдовме тука да ги представиме. Што имаме тука? Што е ова? Ова е гаспачо супа со зеленчуци. Како се прави? Шпанска супа со зеленчуци, со томати, со пеперки, со Како ви интересот на луѓето? Кога ќе ја пробаат? Што велат? Како им се допаѓа вкусот? Па доста луѓе викаат и не супер, некои викаат не, секој си има свој вкус. Готвењето на храната бара умешност на познавањето на состојките и нивно комбинирање. Оваа вештина е една од главните преку која во иднина ќе се препознаваат идните готвачи, без разлика дали нивниот избор ќе биде да бидат дел од угостителскиот сектор во Македонија или надвор од неа. Факт е дека храната зборува, а ние тоа само може да го потврдиме фасцинирани од убавините во чий вкус имавме прилика да уживаме. Денес имавме прилика да запознаеме убави приказни кои верувам дека ќе бидат инспирација за поубав и поуспешен угостителски сектор. Довидување до следната приказна.